Судиите кои застаруваат предмети ќе бидат разрешувани по автоматизам, сите предмети за висока корупција ќе бидат процесуирани до крај. Ова беа главните предизборни ветувања на СДСМ. Нешто повеќе од 6 години не само што не ги исполнија, туку го направија спротивното. Со измените на кривичниот законник застарија десетици дела, а во иднина функционерите многу потешко ќе одговараат за направените злоупотреби. Корупцијата е непријател на граѓаните и на институциите. Потребна е заедничка борба. Наспроти ова, во сите досегашни извештаи на Европската комисија, Македонија има лоши оценки за борбата против корупцијата, додека власта се фали со заложбите. Сите високи представници од Европската унија и земји членки на унијата годиниве наназад не предупредуваа дека мора да си ја завршиме оваа домашна работа. Единствениот пат до Европската унија е патот на реформите. Тоа значи сеопфатни реформи, како што е наведено во овој извештај и како што е наведено во извештајот за скрининг процесот. Се е заглавено поради недостатокот на имплементација, корупцијата и непотизмот. Со едноставни зборови, нема вистинска политичка волја за промена. Неодамнешни вознемирувачки извештаи покажуваат дека корупцијата во Македонија се зголемува, а не се намалува. Корупцијата го поткопува владењето на правото, создава недоверба во правосудството и ги ослабува јавните институции. САД слуша и особено очекуваме резултати со 10 милиони долари кои што ги вложивме во судството. Пред да седнат во удобните фотели ветуваат држава со европски здравствен систем, посветен на потребите на граѓаните, ветија и клинички центар. Добивме протести на здравствените работници, скандали во здравството со препродавање на лекови за болни од канцер, незадоволни граѓани. За на крај висок функционер да ја оценува работата на лекарите и медицинскиот персонал. И немаме никаков проблем да ги зголемиме цените, платите и во здравство, при тоа ако имаме здравствени услови, соодветни за нашите баби, дедовци, родители, за нас самите. Квалитетно образование е достапно за сите, но се поставува прашањето какво е тоа образование без учебници. Од вкупно 126, државата не обезбедила 43 учебници за основно образование. Комисијата за заштита од дискриминација утврдила дека само прво и второ оделенците беа подготвени да ја почнат оваа учебна година. Социјалдемократите пред да дојдат на власт ветуваа и дека ќе ги вратат младите дома и ќе го намалат иселувањето. Сепак истражувањата покажуваат дека над 40% од македонците би се иселиле од државата, освен од финансиски причини. Младите во последните години размислуваат да ја напуштат татковината и поради политичката ситуација, лошиот воздух, здравството, корупцијата, човековите права, но и кариерниот развој.